Почитувани граѓани, почитувани новинари. Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата во Советот на градот Скопје денеска ќе поднесе иницијатива за одржување воредна седница на Советот на градот Скопје за загадувањето на воздухот во главниот град. Оваа иницијатива со советнички потписи и согласности е поддржана и од советниците од политичките партии ЛДП и ДОМ. Ги повикуваме сите советници, посебно советниците на ВМРО ДПМНЕ, како најбројна советничка група, да дадат поддршка на оваа иницијатива во интерес на скопјани. Председателот на Советот, Трајко Славевски, да ја прифати иницијативата и да закаже седница што побрзо, имајќи ја во предвид итноста на ситуацијата. Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата доставува дополнителни предлог мерки кои ќе влијаат на намалување на загадувањето и кои што треба побрзо да бидат усвоени на седницата која што ја бараме. Под 1. Итно зголемување на бројот на автобуси на сите линии во јавниот градски превоз. Воведување бесплатен превоз за сите граѓани во Скопје. Итна пренамена на пари во буџетот на градот Скопје за зголемување на средствата за борба против аерозагадувањето. Финансиска помош за училиштата за адаптирање на системот за затоплување на еколошки енергенси, односно замена на котлите во системот на затоплувањето. Подготвување акцијски план за чистење на сите диви депонии во Скопје. Чистење и миење на улиците и јавните површини со помош на цистерни. Безусловно, интензивно постапување на инспекторите во вршењето на својата службена должност. Ги повикуваме сите советнички групи во Советот на градот Скопје да ја поддржат иницијативата и заедно да ги донесеме овие клучни мерки, да придонесеме до намалување на загаденоста на воздухот. ВМРО ДПМНЕ, наместо да тера ИНЕТ да се приклучи на оваа иницијатива. Ова не е време за политики, туку ова е време за делување. Мерките против загадувањето на воздухот се од значење за сите граѓани на градот Скопје. Ви благодарам.